Здраво и добродојдовте во уште една епизода на нашиот подкаст. Денес имаме чест и задоволство со нас да биде гостинот професор Димитар Јовевски, редовен професор на катедрата Е-бизнис на Економскиот факултет. Со него денеска ќе разговараме за една исклучително важна тема, а тоа е социјалните мрежи како алатка за трудовиот активизам. Ќе се обидеме да одговориме на неколку важни прашања, нешто што вас ви интересира, нешто што нас не интересира и ќе најдеме некоја заедничка содржина. И секако, дали економската состојба директно влијае врз формите на трудовиот активизам. Добар ден, добро ве најдовме. Благодарам за најавата, Луна. Добро ве најдов. Одлично. Дали може да почнеме со првото прашање? Секако. Како ги менуваат социјалните мрежи традиционалните форми на работа и активностите како штрајкови, протести, синдикални собири и слично? Доста широко и занимливо прашање. Социјалните мрежи како форма која се појавија на дигиталното небо сменја многу работи, меѓу кои насокава на прашањето кое што ја споменувате. Моќта на социјалните мрежи експоненцијално се зголемува и единката може на тие социјални мрежи да биде слушната како многу поголема заедница. И во таа насока социјалните мрежи се одлично место каде што може да се развива активизмот. Најпрво, тоа многу се почувствува силно, па и кај нас, во невладиниот сектор, а со тоа повлече ајде да кажем, активизам, кој што директно влие на менување на одредени мислења. Од друга страна, она што го спомнавте, вториот дел на прашањето, поврзано со собирање, штрајкови и така натаму, според мене социјалните мрежи се одлично место каде што вие може да организирате дигитален или виртуелен штрајк или да имате традиционална форма на собирање на граѓаните на улиците, а да го повикувате на членството или да повикувате луѓето преку социјалните мрежи. Има многу примери, како балкански, така и европски, можеби едно од најпознатите е што се случи пред неколку години во Америка, Black Lives Matter, ако се сеќавате, каде што целата комуникација се водеше и се старташе од социјалните мрежи. А историски гледано, ако се вратиме наназад, само би ја споменала како една од многу значајните влијанија на социјалните мрежи арапската пролет, која што Твитер, денешниот X, одигра клучна улога во движењето или пренесувањето на информациите и собирањето и организирањето на луѓе. Така да, огромно е влијанието на овие дигитални канали, на социјални мрежи, на сите форми на собирање и на секој каков бил активизам. Од една страна, од друга страна тоа допринесува и вреднување на одредени труд и ајде да кажеме можноста за развој на некакви форми на работа во употреба или соупотреба на социјалните мрежи. Ви благодариме за деталниот одговор и за примерите, се разбира, бидејќи мислам дека многу поедноставно и полесно ќе го сватиме одговорот и ќе го впиеме доколку ни дадат вака пример, а Black Lives Matter беше одличен пример, затоа што мислам дека сите скоро се запознаени со таа случка што тоа е еден од најпознатите, каде што неколку социјални мрежи одигра клучна улога за тоа активно се покрене за да се скрене внимание на властите во Соединетите Американски држави за тоа што е важно за таа група на луѓе. Така да, затоа го спомнав, верувам дека и слушателите наши гледачи сигурно се запознаени, тоа се пренесува со брзина на светлината. Но исто така треба да знаеме дека социјалните мрежи се место каде што има многу информации во единица време и ние сме, ајде да не кажам, бомбардирани со тие информации, но од друга страна колку се добри можеби за пренесување на брзо и ширење на тој активизам, друга страна тоа множество на информации, одредени работи може многу брзо да се заборават. Некоја работа за 2-3 дена биде нова актуелна и така да треба да се размислува и да се внимава да се зема предвид и тој аспект. Кои се позитивните и негативните страни на користење на платформи како Facebook, Instagram и TikTok за мобилизација на работниците? Има многу, според мене многу повеќе позитивни отколку негативни. Позитивните е брзината.
не чини ништо, на некој начин организиран вработените, може многу брзо во единица време да се пренесе информацијата до многу луѓе. Доста е релевантно и веродостојно тоа што се комуницира и тоа што може да се искомуницира таму на некој друг медиум треба многу повише време, простор, страни и пишан текст за тоа се да се искомуницира. Од друга страна, негативните аспекти на тоа е што на моменти може да биде некредибилно, особено X мрежата, да ја земе, не знаеш кој те следи, не знаеш дали е реален или е можеби некој аватар или некој така наречен трол. Може да нема кредибилност, може да има злоупотреба на податоците, информациите. Ајде да кажам, помладава генерација горе-доле се запознаени, меѓутоа се уште во Македонија, да тргнеме од нашиот општествен контекст, има голема популација на луѓе 50 плюс години кои што користат социјални мрежи, а воопшто не се запознаени за тие аспекти. И за нив социјалните мрежи може да бидат и интернетот. Интернетот биде еднакво на социјалните мрежи обратно и не се свесни што може каква злоупотреба може да се случи и така наречено може да се случи негативна страна и погрешното наведување, мислидингот, каде што ајде да кажам во погрешна насока може некој да биде работник наведен во од страна на луѓе кои што не се кредибилни и релевантни така натаму. Има многу примери, многу случаи. Може би најинтересантно на вака пример што ми текнува сега во моментот е па и во Србија беше на Глово и на нешто што кај нас е Волт. Луѓето кои што работеа па и на Убер во Европа имаше сериозни организирани повикувања на работници преку социјални мрежи за да ги остварат одредени права. Немаше формални собирања надворни, го се беше преку социјалните мрежи, така да доста интересен феномен кој што може да се обсервира. Да, мислам дека истото, ова е нешто слично на оние фейк ньюс што се каде што луѓето веднаш кога ќе прочитаат нешто, автоматски и да не го веру и длабоко во себе да не го веруваш, некој ќе ти остане во глава и не гледаш од кој сорс доаѓа тоа, не гледаш кој го пишал тоа, туку битно ќе го прочиташ и некако тука стига до тоа misleading што го викаат нашите генерации. Има многу лажни вести, нели социјални мрежи, поготоа Мета се бори да го минува тоа, меѓутоа има многу, па и ние како земја познати сме со употреба на Google платформата за ајде да кажеме во едни претходни избори, познати сме како земја, ама да дефинитивно многу треба да се внимава. Многу треба да се внимава на повторно ќе кажам, помладата публика, помладата генерација е релативно добро образована, интернет образована за да може да препознае, меѓутоа има голема се уште публика која што го зима здраво за готово. Да, мислам дека тоа доаѓа тоа дека ние како генерација сме растени со социјалните мрежи, од кога почело пред TikTok Musical.ly беше и некако више го знаеме, Vine имаше порано и слични и сме многу насочени кон тоа и дури да не сме пробале да имаме некој да бараме безбедност во социјалните мрежи, никако тоа се дошло само по себе, што се вика. Како што сме го учеле англискиот јазик, ета. Веројатно, да, многу влијание има тоа, бидејќи сте биле обкружени со тој тип на комуникација. Така да имаше и пред овие имаше многу други социјални мрежи кои што беа во многу помала форма од ова, меѓутоа беа почетоците, да. Да. Дали мислите дека иднината на трудовото организирање ќе биде дигитална или се уште е потребна таа физичка присутност и теренска акција за да се направи некоја вистинска промена која што и граѓаните од страна би ја сватиле како своја? Во македонскиот контекст уште многу време треба да помине. Во светскиот не верувам дека брзо ќе се деси, дека све ќе биде чисто дигитално. Мора да има инволвираност на луѓето или таа надвор од, ајде да кажеме, дигитални канали во случај социјални мрежи, организирање, собирање, мобилизација трудова и така натаму ќе се случи во моменталните традиционалните окружувања. Бидејќи како и со вештачката интелигенција, ако не можам да направам паралела, не може баш да се направи, меѓутоа еве ќе пробам да направам паралела за да имаат појасна слика гледачите. Кај вештачката интелигенција денеска многу е важно така наречениот domain knowledge, или да имате големо клучно знаење од областа, за да вие може да манипулирате и да употребувате одредени софтвери за вештачка или алатки за вештачка интелигенција. Во таа паралела и овдека ние социјалните мрежи можеме многу добро ги искористиме за
зголемување на ефектот на таа мобилизација, меѓутоа корот на собирањето или постулатите веројатно се уште долго време ќе бидат во традиционалните офлайн светови. Така да многу е важно да тоа функционира од традиционалните канали да тргне, а веројатно социјалните мрежи ќе бидат одлично место каде што може многу брзо, многу со голема експоненцијална прогресија да се стигне до голем број на луѓе, бидејќи во денешно време одреден инфлуенсер, да не ги заборавиме, одредени влијателни личности, кои што имаат голема популација, лесно може многу брзо да стигнат до одредена публика. Алгоритмот на TikTok е сосема некоја друга приказна кој што он многу е тука се уште ке него важно времето, брзината на многу е важно во првите 3-5 минути што се дешава и може многу да повлијае на до кој како ќе стигне и тоа сериозно таков тип на ајде да кажам на канал може сериозно да повлијае на таа мобилизација и организација, но повторно тоа негде се случува смислувањето, организирањето, повикувањето во традиционалните кругови. Да, ви благодарам. Како економските притисоци од глобализацијата и дигитализацијата влијаат врз условите за работа и дали токму тие услови го подхрануваат, да кажеме, дигиталниот трудов активизам? Дефинитивно. Да, дефинитивно влијаат таа некоја глобализација. Иднината е доста известна, ама со многу изненадувања, според мене, ако можам така да ја нарачам. Само видите што се случува последните 2 години со вештачка интелигенција, како тоа се експлодира и колку брзо работи некои се менуваат и како ние влијаеме. Дефинитивно на таков тип на технолошки напредок, особено ќе влие, ќе направи притисок на економијата и на, ајде да кажам, на користењето нови канали во насока на трудовата експанзија или скратување. Морам да кажам, мојот став е дека да, со напредокот на технологијата и оваа глобализација ќе изврши притисок на укинување на одредени работни места. Но од друга страна технологијата според мене има мултипликатор на креирање на пута, 2 пута, 3 повеќе работни позиции нови кои што не се познати денеска, кои што ние сега јас со вас ги разговарам, меѓутоа не знаеме што ќе биде за една година, кои се тие нови работни позиции што би се отвориле со употреба на таа технологија. Така да апсолутно таа глобализација прави огромен притисок на економијата. Она што треба да го размислуваат чинителите на економските политики е како да бидат пофлексибилни или како да бидат поагилни или како да бидат побрзо да се организираат и адаптираат. Бидејќи според мене на овој глобален притисок во нашиот контекст во Македонија ние мораме да спремни брзо да ги прифаќаме, односно сме отворени кон промени и брзо ги прифаќаме тие промени. Не значи дека сите се добри, но да можеме да ги преорганизираме и компаниите и тековите. Секако одредени компании, особено транснационални големиве компании, се многу поспори, тие се како диносауруси, многу време им треба додека прифатат одредени работи, но од друга страна па ќе направам паралела со ковидот, нешто што не беше незамислено во Македонија, банкарски институции, како Народна банка, беше незамислено работа ремоут, се случи и тоа. Банките во Македонија исто така не беше незамислено, се случува и сега денеска во перспектива после 2-3 години има опција работа од дома. Значи генерално треба да чинителите бидат отворени и да прифаќаат тие нови технологии кои што тие доколку не се отворени, тој притисок драматично може да се зголеми да имаме, ајде да кажеме, несакани последици во која да било насока. Се зборам општо, меѓутоа дефинитивно таа глобализација влијае на економските кои и кај нас. Спомнавте вештачка интелигенција и сакам да прашам нешто надвор од овој контекст. Баш како професор, дали мислите дека може вештачката интелигенција да го замени работното место на човекот? Видете, одредени работи дефинитивно вештачка интелигенција ќе ги замени, бидејќи ќе биде многу попродуктивна и поефективна вештачка интелигенција. Тоа најчесто се тие репетитивни, тие се некои основни работи. Но вештачка интелигенција без човекот и без неговиот domain knowledge, на македонски како го превеле, оригинално знаење во одредена област или уникатно знаење во таа област, не може да функционира бидејќи таа учи врз база на интеракција. Некоја си сега далечни на вакво на кој замислиме е дека можеби толку да напредне вештачката интелигенција да носи сама некои одлуки, што може да се очекува. Не верувам дека ќе отидеме во таа насока, но да се вратам на прашањето дали може. Да, може, но секогаш таа технологија ќе креира нови
работни позиции кои што не биле познати, а ние како дел од ова општество, дел од оваа економија, дел од Европа, дел од светот, мораме да бидеме отворени, приемчиви и да можеме брзо да се адаптираме и да ги прифаќаме тие технологии. Да, мислам дека има голем дел од луѓето кои се стварно исплашени за оваа нова промена, ама од друга страна се давам споредбата со претходните генерации кога се исплашиле кога дошол интернетот, кога дошле компјутерите, кога Така е, дошле да. социјалните мрежи. Да, па тоа се случи уште од нели од парните машини има слики каде што луѓе со лопати, со мотики излегле да ги уништуваат парните машини. Индустриализацијата е, да кажеме, метиот век, но дефинитивно ние, јас како професор и институцијата на која што работам, апсолутно сме отворени во однос на вештачката интелигенција. Институцијата се погрижи да секој од професорите имаат платена лиценца за тоа да го прават и генерално ја на моите студенти воопшто не ги кочам, туку напротив ги охрабрувам да бидат приемчиви, да користат, да видат и само со користење ќе сватат во кој домен и како може да ја користат. Противно, ако се плашиме, забрануваме, само поише проблеми ќе излагаат. Колку е важна дигиталната писменост во разбирањето и користењето на социјалните мрежи како средство за економска и трудова борба? Многу е важно. Чисто Македонија, со бројот на жители според официјалниот попис кој што бројка имаме, негдека има интернет пенетрација од 90 до 93% луѓето имаат пристап до интернет. Тоа значи дека во 24 часа имаат пристап до широкопојасен интернет. Тоа е дефиницијата според статистика и сега тие треба да го користат тој интернет, а во користење на интернет ќе користат и овие социјални мрежи и во случај нели за некаква трудова мобилизација, организација и така натаму. Многу треба да се работи на вакво, не е ништо. На помладава генерација многу лесно, бидејќи од мали нели држале телефон и скролале на екрани, веќе навикнато им е умот, меѓутоа по стара генерација има уште многу простор за тоа како се користи. Од друга страна, помладава генерација мора да се едуцира за во која правилна насока да се искористи, во кој момент како да се користат. Или просто кажано, а филозофски кажано, не просто, него филозофски кажано, ние живееме во општество кое што е базирано на мудрост. Што значи тоа? Тоа е некоја моја гледање на работите, бидејќи сме преплавени со информации. Overwhelmed сме, значи ни креираат многу емоции во една единица време, особено само да го земеме телефонот. А ако паралелно ни е пуштен телевизорот или слушаме радио, значи има премногу информации во единица време кои што стигаат до нашите сетила. И ние тие ги приемчуваме тие информации. Ние сега како индивидуи, чинители на општество, треба да бидеме мудри од множеството на информации кои што во единица време нас не земуваат, да бидеме мудри да избереме тоа што е релевантно и корисно за нас како индивидуи, да можеме да расудиме. А за да го можеме да бидеме мудри да расудиме, нас не треба едукација. Многу е важна едукацијата, многу домени има тука каде што може да се подобри, почнувајќи тука треба од институционална поддршка до основно, средно, високо образование, па и сите чинители во оваа насока невладени. Одамна немам видено добра кампања за едукација, некако тоа се подзаборава, меѓутоа јас сметам дека сериозно уште има многу простор за едуцирање како правилно да се користат. Особено зоната каде што имаме многу се појавуваат негативни нус појави, имам интернет булизам, булинг или ајде да кажам во наше состојство имаше несакани последици од таква некоја состојба. Вие помладите сте многу поизложени на така, има многу простор каде што може да се работи на едукација. Така да се вратам на бројките, од тие 92-3% интернет пенетрација во Македонија, че збориме за некаде околу 1.400.500.000 луѓе имаат пристап до интернет, има сигурно голема популација кои што се уште базично го користат интернетот и сите овие алатки и може да се направат многу грешки и многу имаме негативни појави во нашето општество. Значи, некако со овој одговор ги споивме сите прашања во едно. Безбедноста, едукацијата и сите генерации спри како го користат интернетот и дека треба многу повеќе да се знае за тоа што како правиме на социјалните мрежи. Не само од безбедносни причини, туку и за да ни помогнат во секојдневниот живот, како што и вештачката интелигенција може да ни помогне. Само за крај, јас свесно или несвесно истакнав дека има доста, ајде да кажам, треба внимателно да се пристапи, бидејќи овие позитивните работи ги живееме, секојдневно ги гледаме, зависно од кој како користи. Меѓутоа, многу често овие што се опасностите или
или негативните работи се забораваат и се ставаат под тепих и затоа можеби ја поише антиципирав, меѓутоа генерално според мене ја тој го предавам. Всушност на економскиот факултет предавам маркетинг преку социјални медиуми. Сериозно направи многу позитивни поместувања како економија, така и во развојот и на пример во аспект на трудот имаме една социјална мрежа која што максимално фокусирана на, ајде да кажам, на себе промоција, можност за барање на работа, можност за аплицирање на работа, компаниите да бараат потенцијални кадри, така да имаме социјална мрежа преку која што се регрутираат и ние регрутираме луѓе. Така да има многу позитивни аспекти кои што може да се истакнат. Ви благодариме многу, имавме една многу интересна емисија, мислам дека е епизода која што стварно нас младите многу не интересира, посебно во свет каде што 24/7 сме околу социјални мрежи, што се вика, и стануваме социјална мрежа, легнуваме околу социјална мрежа и мислам дека навистина треба да припазиме некои работи, едукацијата е дефинитивно многу битна, онлайн булингот е навистина нешто клучно кое што посебно кај нас многу од луѓето не се едуцирани околу таа тема и некој па дури мисла дека е нешто кое што е нормално, но за жал не е. И за среќа не е. И некако треба да земеме за предвид дека навистина вештачка интелигенција може некогаш и многу повеќе да ни помогне него да не замени како што многу се плашат. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и се надеваме дека уште некој епизода ќе можеме да оствариме со вас. Во секој време благодарам на поканата и отворен сум за понатамошни дискусии. Ви благодарам и на вас што не гледавте, а ние се гледаме во наредна епизода. Чао!